позиција на поранешен министер за земјоделство и заради тоа што се наоѓаме во период на предизборие за исплатата на субвенциите. Дали ќе има некаков проблем, бидејќи се како земјоделците очекуваат баш во овој период кога му се најпотребни тие средства за почеток на новата сезона? Воопшто нема да има проблем, како што немаше проблем и во претходните 2 години. Јас сум горд што го водев Министерството и што ги направивме во тој период клучните промени, каде што веќе земјоделците не ги чекаат своите пари и своите субвенции, не зависат од тоа дали се наоѓаат на нечи партиски список или не. Во еден ден исплата на сите субвенции се врши согласно роковникот, правилниците и согласно начинот на исплата. И знаете дека ние силно се држиме до таа политика да субвенциите се исплаќаат точно навремено, без никаква селекција. Тоа време помина, е зад нас. Ние го продолжуваме овој пат и оваа година очекувам дека и субвенциите за останатите производители, веќе ќе започне исплатата, очекувам на сите оние кои што одгледуваат полиделски култури, на оние кои што одгледуваат овошни култури, па следи пред Свети Трифун исплатата на делот на лозарството и во март согласно така како што е законски, така како што е согласно програмата и согласно уредбата и согласно календарот за исплата, следи во март исплата на субвенциите во делот на тутунопроизводството. Позитивните законски прописи и во делот на изборите не дозволуваат достанење во овој дел или не забрануваат било каква исплата. Без оглед што изборите се закажани така или ќе бидат закажани после распуштање на парламентот, исплатата на самите субвенции согласно програмата ќе биде и очекувам да биде како претходен министер и како некој кој што е упатен во самата проблематика, очекувам да бидат исплатени сосема на време, нема никакви забрани, во еден ден за сите исплатата да биде направена. Може да кажам дека според последните пресметки, доколку минатата година или во последните 3 години се зголемува постојано целокупниот буџет во делот на тутунопроизводството, оваа година очекуваме рекордна исплата на субвенциите од 32,5 милиони евра. Да потсетам, пред само 3 години износот на субвенционирањето на самото тутунопроизводство беше околу 25 милиони. Имаме значителна дополнителна поддршка која што е резултат на промената на самиот модел на субвенционирање и грижата на оваа влада, грижата кон тутунопроизводителите ќе биде силна и ќе продолжи и во новиот мандат кој што СДСМ ќе го добие од граѓаните, така да сметам дека продолжуваме да инвестираме во овој сектор и на големо задоволство мерките и политиките за кои што пред 2 години зборевме, за кои што пред 2 години носевме закони, за кои што пред 2 години дискутиравме и беа проблеми за граѓаните, денеска се една силна предност и денеска гледаме дека се зголемува поддршката и денеска се зголемува искористеноста на сите европски пари и европски фондови. Затоа апелирам до политичките структури останати. И сметам дека ова најсериозно треба да го прифатиме. И граѓаните многу добро ќе знаат и треба да го знаат дека на овие избори има два концепти. Еден концепт кој што се бори против Преспанскиот договор и против ЕУ и против НАТО и еден концепт кој што околу кој што се најголем број на политички партии, структури, поединци, граѓани, невладини организации, прогресивни сили кои што силно стојат зад Преспанскиот договор, зад храбрите одлуки кои што ги направивме и кои што силно го трасираат патот на ЕУ и НАТО. Укинувањето на Преспанскиот договор, за што се залага ВМРО ДПМН, значи и враќање назад. Тоа значи ретроградни политики во делот на користењето токму на овие европски средства кои што за прв пат ние силно ги користиме и за прв пат сме светол пример и шампиони во регионот. Ние се бориме, оваа година имаме 99% искористеност на ИПАР 2 програмата. Пред само 3 години или пред само 2 години тој процент беше 16 или 17%. Затоа граѓаните на 12 април ќе го имат токму тој избор да го продолжиме овој пат, да тргнеме напред, да ја зголемуваме поддршката, да ги враќаме парите назад кон луѓето и граѓаните. Мене денеска особено ме израдува печатокот во Прилеп што дуќанџиите велат нема уцени, нема притисоци, нема закани, нема нарачани инспекции, нема нарачани контроли.
многу силни вредности донесовме со промените кои што ги направивме и оваа генерација на политичари нема да дозволи државата да се врати назад, туку силно ќе продолжиме напред, стоиме зад храбрите наши одлуки и граѓаните треба да бидат сигурни, граѓаните треба да знаат дека тука сме за нивен сервис. Само 2 недели беа потребни да го видиме лицето на кандидатите кои што ВМРО ДПМН ги даде за министри, заменици министри. Повторно уцени, повторно страв, повторно закани на самата администрација на различни целни групи. Затоа упатувам порак дека СДСМ силно стои преку своите кадри, граѓаните да не се плашат, граѓаните да се сигурни, безбедни. Ова држава ја вративме од пепелта пред која што се наоѓавме до пред 3 години, бевме на раб на граѓанска војна, денеска сме светол пример и ние како нова генерација нема да дозволиме ниту Груевски, ниту Мицковски, ниту било кој на кој што ќе му текне на памет да не враќа назад. Патот е трасиран, тоа е правиот пат, вистинскиот пат и ние се грижиме за сите граѓани. Благодарам.